Дојдовте амбасадор, нели, во Светата столица од 2005 до 2009 година. Господине Кајтази, што е важно да се знае за оваа посета? Како Ватикан одредува кога го праќа и каде го праќа папат, односно, нели, неговиот, не знам, кабинет или тоа како се нарекува, претпоставувам да. Во хиерархијата на католичката има терминологија која е тешко се памети во негова рака. Во хиерархијата на католичката црква папата е апсолутен монарх. Значи он одредува каде ќе оди, кога ќе оди. Добро, се консултира, претпоставувам. Секако. Тоа е процес на консултација со неговите соработници, со државниот секретаријат, кој постои посебна секција кој се однесува на односите со државите. И тоа е еден комплексен процес кој во одредени моменти одлучуваат каде е полезно да поглаварот на Римокатоличката црква и по кој повод ќе ја посети некоја земја и каква порака ќе прати. И како тоа се случува сега да се одлучи да дојде папата во Скопје? Кој е конкретниот повод или каква е проценката за да се дојде кај нас? Во една сепак мала земја, бидејќи папата посетува, нели? За вашата гледаш информација дека Република Македонија и сега Република Северна Македонија долго време упатуваше официјални покани на овој и на претходните поглавари на Римокатоличката црква. Ние знаеме дека секоја година делегација црковно државна делегација за време на 24-ти, значи прославата на Свети Кирил престојува во Рим и секогаш е примана како дел од посетата и од папата. Значи таа посета постои веќе подолго време, меѓутоа како што реков, во овој момент сегашниот поглавар папата Франциско оценил дека е полезно и дека има причина зашто да дојде во Република Македонија. Ваша предпоставка? Предпоставувам во контекстата анализа на ватиканската дипломатија? Да. Целата посета има неколку димензии. Првата, бидејќи папата е поглавар на католичката црква, значи доаѓа во посета на своите верници. Добро, Македонија не е нешто позната по некоја бројка особена на верници католици. Таа бројка се знае, околу 20.000 верници. Меѓутоа, католичката црква во Македонија датира од долго време. Една од најстарите бискупи, чии почетоци датираат од раниот 4 век. Значи, во еден толк веренски период, турбулентен, често пати и трагичен, успеала да се одржи на овие простори. И еве дочека да нивниот поглавар конечно ги посети. И тоа што мајка Тереза има. Тоа е втората компонента која би сакал да ја истакнам, е нели фактот дека Светата мајка Тереза од Калкута, како е официјалниот назив, е родена и е по потекло од Скопје и таа својот живот и дело го посвети кон грижа на сиромашните, обесправените, болните, маргинализираните, а тоа се теми кои се многу блиски до сегашниот папа. Какви пораки очекувате вие дека ќе испрати папата во Скопје? И само да се надоврзам, ако може, во оние реклами кои можеме да ги погледнеме за доаѓањето на папата, се вели дека папата ја препознал потребата за обединување, за какво конкретно обединување станува збор? Тука би ги нагласил следните две компоненти. Значи, една од главните теми на делување на католичката црква е и така наречениот екуменски диалог. Тоа е така наречениот диалог на повторно воспоставување на единството на христијанските цркви. Ние знаеме дека доминантна да се надмине шизмата од 1050 и некоја година. Тој процес кој е интензивиран и тече од 60-тите години на 20-тиот век. Македонија како доминантно православна во однос на христијаните е тука исто интересен дел. Иако Македонската православна црква поради нејзиниот статус за жал е надвор од овој диалог, но тоа сепак не е причина да, и тоа е факт, во Република Македонија, односно Северна Македонија, тече тој диалог помеѓу католичката црква и православната црква. Дали оваа порака ќе ги обнови оние иницијативи кои произлегува во раните 90-ти години на кои му беа блиски на председателот Глигоров околу унијаството? Не, унијаството е завршена работа. Тоа е процес кој е запрен со завршетокот на Вториот Ватикански концил и тој концепт е напуштен. Значи многу е битно да се каже, да нема недоразбирање, тој процес е веќе останет на страна. Значи во моментов тече диалог. Да. Значи диалог помеѓу
католичката црква и православните цркви. Тој диалог тече со години и тече со некоја Ти динамика. помогне ли ова проблемите на се- Македонската православна црква да добие признавање? Директно од не. сестринските Директно православни не. цркви Тоа е и процес кој тече внатре во Цариградската православните цркви, патриаршија. да. Во тој процес католичката црква нема никакво влијание. Дали во контекст на диалогот кој се води меѓу Ватикан и православниот свет за обединување, оваа посета не и дава посебна тежина на Македонија во... Апсолутно, значи Македонија во тој ден ќе биде присутна во сите медиуми, во сите телевизиски и останати гласила и ќе биде искачена и препознаена како земја во која еден понтив римокатолички дошол и кај што остварил посети не само со државниот врв, туку и со поглаварите на останатите црковни заедници кои живеат и мирно коегзистираат. Тоа е една приказна многу битна и која треба да почесто промовираме. Значи Македонија е една од ретките земји кај што мирољубиво и активно коегзистираат и соработуваат верските заедници. Тоа е многу битно да се каже. И е препознаено од страна на Ватикан. И мислите дека една од причините за потврда за Апсолутно, успехот како делот посетата е предвидена средба со сите. За овој новиот папа, актуелниот папа, односно, да, се зборува дека еден од реформаторите на католицизмот. Со каква порака очекувате да дојде ако се има во предвид контекстот на неговото последно великденско обраќање? Да. Кои беа главните пораки да подсетиме кои тој ги упати од Ватикан? Значи за време на овогодишните празнувања на Великден упати неколку пораки. Главната порака е за време на великденската литургија, каде што направена рефлексија на текстот на Евангелието кој се чита за таа пригода, а се однесува на случката кога жените или во првиот ден од неделата доаѓаат да го помазат телото на они мислат се уште умрениот Исус Христос. Во тој аспект тука се битни два дела од тој текст, а тоа е пораката на ангелите кои се во гробот и кои се обраќаат до жените, во кои се вели зашто го барате живиот помеѓу мртвите. Тука папата Франциско кажува дека вербата на човекот кој е соочен со разни проблеми, разни не тешкоти, дури некогаш се сомнева во сврхата на собственото живење, се наоѓа во воскреснатиот Христос. Значи во тој момент самите луѓе кои се тука треба да се свртат кон воскреснатиот Христос како надеж за еден подобар живот. И втората исто така битна порака е следните зборови кои ангелите ги упатуваат до жените, тоа е сетете се на неговите проповеди во Галилеја. Што сака да каже? Значи дека секој човек, христијанин во овој случај, треба да се подсети на словото, на неговата проповед запишено во Светото писмо. Тамо ќе ги најде голем дел од неговите одговори и тамо ќе може да ги изгради својот натрешен. Добре, една порака за рамноправност генерално. Во секој случај, во рамноправност помеѓу луѓето, Да. значи да не се заборави дека одреден голем дел на луѓето патат по разни причини, мигранти, маргинализирани, дури се зборува за ново робство. И потреба од солидарност. Апсолутно. Ви благодарам. Се извинувам, кога сме кај жените како жена, имате ли да завршите целиот разговор? Па еве, јас би додала уште едно прашање, бидејќи на почетокот рековте дека папата сам одлучува, дека земјава веќе неколку пати го поканила. Зошто баш сега? Зошто не се одзва папата малку порано? Ова го прашам од контекст на политичката ситуација, бидејќи ние знаеме една голема политичка криза пред 2 години, па нели би било поадекватно таа порака за обединување да се испрати во покризен политички период? Сепак мора да имаме предвид дека папата го барат сите. Значи тоа е просто неверојатно од каде све не доаѓаат покани за станува збор за огромен број. Колку посети прави годишно? Па тоа е во зависност од него. Овој папа негде околу 7-8 посети. По нашата посета во крајот на мај ќе оди во Романија, што и да не одлечам од прашањето на зашто во овој момент? Претпоставувам дека
неговиот кабинет, неговите соработници и целиот апарат на на Светата столица утврдиле дека Македонија трга кон еден пат кој е многу близок до Светата столица, а тоа е проектот на Европска унија. Тоа многу малце се знае, бидејќи Европа генерално како континент и проектот Европска унија е многу битен за Светата столица, бидејќи они инсистираат и се надеваат дека се уште еден од главните темели на цивилизацијата на Европа лежи во христијанството. И да се упати пораката за интеграција на целиот регион во Европската унија. Така.